не е само прашање Дуи, таа радикализација на ставовите ќе се појави кај сегашните партнери во владата. Бидејќи имаше изјава, извини Милош, да се надоврзам ново, имаше изјава во ово исто интервју, Али Ахмети вели, ја не се чувствувам навреден од резултатите, напротив, ја мислам дека ние победивме со нашите резултати и вели од опозиција јас сум комотен, бидејќи јас сум по природа бунтовник. Што вака не е пријатно, нели, од бивш командант на УЧК да се слушне. Тоа е едно и втора работа, вели, онаа изјава, нели, таа легендарна му стана веднаш вечерта кога се пребројуваа гласовите, кога каже ако не влеземе во влада, ќе влеземе во ЕУ, што го подразбира ова заедница на албански општини кои што, нели, ќе си бараат сопствен пат кон ЕУ. Добро, спомена дека ВМРО имаше 80 пратеници. Како коментираш делот каде што делот ДУИ гласаше за реформи у Министерството на ВМРО ДПМН? Но неколку пати споменаш 80 пратеници, 80. Како стигна ДУИ да поддржи? Да, тоа беше многу чудно. Види, јас ДУИ го следам долго време. Заради ќе ти одзема малку, заради по релевантна, да речеме, анализа. Има една шпекулативна информација, мислам дека е од релевантен извор. Причината заради која што ДУИ гласаше во полн состав, значи само пратениците на ДУИ, не од нивните коалициони партнери, е заради тоа што 81 пратеник веќе биле обезбедени, тројца од ДУИ прифатиле да гласаат без разлика на тоа дали нивната пратеничка група ќе гласа, и ДУИ за да покрие дека имаат ДУИ за да покрие дека имаат дисонанца у пратеничкава група, гласаат сите заедно, деме ќе поддржиме нешто што било, не знам, од интерес на граѓаните. Да. А практично Христијан претходно веќе имало обезбедено тројца и ете, да се покрие. Заради тоа сега да. Тоа се и моите сознанија, дека ДУИ дава анблок поддршка на законот за влада, за да избегне раслојување на нивната пратеничка група веќе на почеток. И толку е голема гравитацијската моќ на ВМРО ДПМН во моментот имаат многу голема победа, што таа ќе се зголемува со текот на време. Ја мислам дека ќе се одвојат пратеници од ДУИ и ќе се приклонат кон овата. Кон Влем, да. Кон Влем. Мислам дека тоа ќе се случи. И мислам дека анблок поддршката на ДУИ е обид да се камуфлира тој процес. Да. Добро, како ќе влие на ДУИ ова? Тоа сакав да кажам. Како ќе влие и на држава без ДУИ да прави толку стратешки грешки во серија. Мислам дека им треба малку време да фатат чекор. Знаеш, ова е нова ситуација за нив. Многу брзо напаѓаат, знаеш, немаат суштински одговор на пораката од електоратот. Види, ДУИ доби повеќе гласови од Влен. Меѓутоа бројот на гласови на Влен е значајна порака за ДУИ. ДУИ мораше да направи мултиетничка коалиција за да си ја обезбеди победата. Влен доби повеќе гласови на овие избори од гласовите со кои ДУИ владееше со СДСМ. Има една добра теза колегата Фуркан Салиуко, што како прашање му ја постави на Али Ахмети во неговото интервју, вика добро, Влен секако има повеќе пратеници од ДУИ. И Али Ахмети вели како? Има повеќе пратеници кога нема. И Фуркан му вика па има, Влен има 13 албански пратеници, а вие од ДУИ имате само 10. Вашите пратеници од ДУИ се 10. Другите се Села, Тачи и коалицијата. И е точна. Две-три турци колку се? Да, тројца. И е точна таа констатација на Салиу. Ама Али Ахмети сега пробува да каже дека добро, тоа е они имале 10, ама биле албански гласови и тие кои што биле за Тачи и за Села. ДУИ се соочува со првата посериозна криза од нивното постоење. Да. Мислам дека треба да се навикнат на тоа улогата опозиција, да им треба време да прифатат дека треба да направат некакви промени внатре. Тие промени секако не може да бидат пријатни. Зашто делеле голем дел од колачот на власта, имаат многу внатре функционери, некои од нив ќе треба да се заминат, ќе треба да се направи некаков реформ. Мислам дека ДУИ е се уште во фаза на denial. Дека е се уште во фаза на порекнување, да. Околу тоа што се случува. Ако ќе стигне фазата љутина, ќе има проблеми или? Јас не верувам дека ДУИ ќе прави проблеми до локалните избори 2025 ако мислиш на безбедност проблеми. Да, затоа што тие беа шпекулациите. Зошто?
Затоа што Дуи се уште живее во надежта дека Влен ќе се распадне. Дека нема да издржат. Ами тоа е возможно. И тоа е возможно. Да. И сме го зборали и сме го четири партии коментирали. кои изгледаа некомпатибилни на почеток, не ќе да се видат една со друга. Се уште изгледаат некомпатибилно во изјавите, посебно во изјавите изгледаат некомпатибилно доста. Изет и Таравари имаат некоја координација веројатно, ама овие другиве За нив ќе биде вистински предизвик дали ќе станат едно политичко милје. да, тоа е Да, натака се. Така, тоа е едно стадо лавици со 4 лава, тоа. Знаеш како завршува на крај? Да. Знаеш, на сила се пикнати од Зорт заедно, затоа што иначе ќе беа победени од Дуи. Така, они се случуваат со предизвици. Но Дуи мислам дека ќе ги чека на прва крвина, тоа се локалните избори. Ако Дуи ги победи локалните избори со големо мнозинство, мислам дека и ВМРО ДПМН ќе мора да преиспита својата одлука со кого ќе коалицира понатака. Они го третираат ова како уште една епизода 2006-2008. До тогаш мислам дека не треба да очекуваме некакви посериозни проблеми. Но ако вкупниот наратив во регионот се развие така да е неповолен за нас, што сакам да кажам? Ако Црна Гора ги направи квантен скок напред во преговорите, Европска унија во Зорт да обезбеди некаков напредок, да им вети, например, полноправно членство до 2028. Ако ја одвојат од нас Албанија, и ако Албанија ги отвори поглавијата и тргне напред, гарантирам дека ќе се појават овде муабети за дводомно собрание, заедница на албански општини, чекори кои водат до паралелизам наместо интеграција. Така што, не е само прашање Дуи, таа радикализација на ставовите ќе се појави кај сегашните партнери во владата. Бидејќи имаше изјава, извини Милош, да се надоврзам ново, имаше изјава во ово исто интервју, Али Ахмети вели, ја не се чувствувам навреден од резултатите, напротив, ја мислам дека ние победивме со нашите резултати и вели од опозиција јас сум комотен, бидејќи јас сум по природа бунтовник. Што вака не е пријатно, нели, од бивш командант на УЧК да се слушне. Тоа е едно, и втора работа, вели, онаа изјава, нели, таа легендарна му стана веднаш вечерта кога се пребројуваа гласовите, кога каже ако не влеземе во влада, ќе влеземе во ЕУ, што го подразбира ова заедница на албански општини кои што, нели, ќе си бараат сопствен пат кон ЕУ. Што го каже Билал Касами патем. И Касами го каже. Доктрината на мултиетничност и мултиетнички коалиции има два правца. Правец број 1. Тоа се програмски коалиции. Значи, се договараме на почеток албански партнер, македонски партнер, што ќе не биде програма. Во предизборна коалиција сме, бујрум гласајте за нас. И тогаш не е важно дали албанци има 10, 12, 30 во таа коалиција, бидејќи сме направиле предизборна коалиција и таа добила поддршка од поголем дел од граѓаните. И тоа е едниот правец во кој може да се развие. Вториот правец, победник со победник, а тоа е албанците си гласаат за албански партии, македонците за македонски партии. Потоа победниците од двата кампуса, без оглед на тоа колку им се некомпатибилни програмите, можеби, мора да седнат заедно и да ги истријат, да ги издоговорат. Тоа води кон дводомно собрание. Тој начин на политичка доктрина најдобро се спроведува преку дводомно собрание. Не имаме де факто дводомно собрание со комисијата за односи Бадентер меѓу земји, и така натаму. де факто дводомно собрание, да. Не, знаеш што ми беше во суштина прашањето? Болната вистина можеби за секоја држава е дека единствено нешто кое што во моментов не спојува со нашите соседи албанци, зборам кои што живеат туку во држава, е можеби тој сонот заеднички за членство во Европска унија. Тој е целиот Балкан. И тоа е веројатно кохезивното ткиво, да, што велиш ти, на целиот Балкан. Ние сме општество кое е поделено, знаеш по колку оски? Политичка оска, идеолошка, левичари и десничари. Религиозна оска. Да. Муслимани, христијани. И Етничка, македонци. Имаме и внатре, имаме интраетнички, И интраетнички. интрамакедонски, интрaalбански. Да. Значи, ние имаме внатре во христијанството, имаме Да, виши ние црквата. поделени сме по владици, народов. Така е. Да. Ние имаме поделба за, мислам, Касандра и Ранду, кој е боле? Така е. За све. Апсолутно си во право дека единствениот лепак Да. на ова општество е дека границите ќе станат беззначајни во иднина. И дека нема да има потреба да се омеѓуваме кој до каде е. Да.
прабаба ми живеела у Македонија, на пример, 7 држави сменила, од својот праг не прекорачила надвор. Значи ние мора да направиме начин, и тоа е исто, Босна е исто, Албанија е исто, Црна Гора е исто, Србија е исто, Косово, да не збориме. Значи ние мора да ги релативизираме тие. Инаку, ако ние тргнеме да се делиме, секоја куќичка државичка,